Ако принципите на добродетелните и порочните постапки се принудни, односно нужни според податоците на раѓањето, тоа би значило дека се напразни законите кои што определуваат што треба да правиме, а што да избегнуваме. Произлегува дека ни крадецот, ни убиецот не се виновни за престапите, бидејќи и да сакале не било можно да не постапат лошо, зашто на таа постапка неизбежно ги принудувала нужноста. Уште и земјоделецот ќе собере обилни плодови, без да фрли и семе во земјата и без да коси, а трговецот ќе се збогати, сакал или не сакал, бидејќи судбината ќе му собере куп пари. А големите надежи на христијаните ќе се обратат во ништо, бидејќи ни праведноста не ќе биде почитувана, ни гревот осуден, ако луѓето ништо не прават со слободна волја. Зашто, каде господари нужноста и судбината, таму нема никакво место за отплата според достоинството, што пак е основата на правосудството. Затоа пишува во своето дело Основи на православната вера и Свети Јован Дамаскин: Елините велат дека со изгревањето, заоѓањето и доближувањето, звездите, а исто така сонцето и месечината ги управуваат сите наши дела. Со тоа и се занимава астрологијата. Ние пак, напротив, тврдиме дека тие покажуваат предзнаци за дожд или бездождие, влажно или суво време, а исто така и ветровите. Но тие никако не се предзнаци за нашите дејства. Всушност, ние сме создадени од Творецот слободни и сме господари на нашите дела. А ако ние се правиме според текот на звездите, тогаш она што го правиме ние го правиме според нужност, а она што се случува според нужност не е ни добродетел, ни порок. Ако пак ние немаме ни добродетел, ни порок, тогаш сме недостојни ни за награда, ни за казна, па и Бог ќе се покаже несправедлив, давајќи им на некој добра, а на други беди. Дури и повеќе, ако се тече и се случува според нужност, тогаш Бог не го управува светот, ниту промислува за созданијата. Дури ни разумот нема да ни треба, зашто ако немаме власт над никакво дело, тогаш нема ни за што да размислуваме. Разумот нам несомнено ни е даден за промислување на нашите постапки, заради што секое разумно суштество е и слободно суштество. Затоа ние тврдиме дека звездите не се причина за ништо што се случува во светот, ни за настанокот на настанатото, ни за загинувањето на она што загинува.